Поздрав сите и како сте, дали ви е добар денот и добре дојдовте во моето ново видео, кај што денеска имаме една интересна тема. И ова интересна тема за која ќе зборуваме е дали Microsoft ја уништија Minecraft или дали е се уште Minecraft златна игра. Многу тешко прашање. Но пред да почнеме, немојте да заборавите да субскрајбајте и да го лајкнете видеото. Многу помага за мене и се надевам ќе уживате видеата. Субскрајбнете за да ви стигаат нотификации кога ќе излегуваат нови видеа. Поред, да не мачам со ова, ајде да почнеме. Minecraft е игра направена на 17 мај 2009 година од креаторот Notch. Кога прв пат излегна Minecraft, играта беше многу добра. Notch даваше многу чести апдејти и беа многу големи и додаваа многу нешта. Кога прв пат излегна играта, таа била огромен хит и продава многу копии. Но во 2014 година Minecraft била предадена на Microsoft. Бидејќи Notch сакал да работи на неговата игра под име Chests and Levers. Според мен не е било толку за тоа, според мен само Notch ги сакал парите. Но сега не се замараме со тоа, бидејќи тоа е за друго. Па тука доаѓаме до прашањето. Дали Microsoft ја уништија Minecraft? Одговорот на тоа прашање е и не, и да некако. Во последните години нема многу добри и големи апдејти. Microsoft не ги слушаат играчите и некои си додаваат нивни нешта. И секој тоа е без ни да спомнам за цената. За телефон е $5, но за компјутер е $35. Само за Java Edition. Да, тоа го слушнавте точно. $35 само за Java. Сите други Minecraft игри имаат истата цена. Како што се Minecraft Dungeons и да не зафркавам со тоа. Ова е многу голема цена и според мене не вреди за цената. Сите Minecraft играчи знаат и чекаат дека треба end update. Но тие нема да додадат end update веројатно. Туку ќе си додаваат нивни нешта кои не се многу потребни. Сега тука морам да ја спомнам Terraria. Бидејќи таа е супер пример за како некоја игра треба да биде направена. Terraria била направена на 16 мај 2011 и е девета најпродадена игра. Terraria не прави толку многу апдејти како Minecraft. Но кога има апдејт, секогаш има многу нешта во апдејтот. И креаторот на Terraria, што се и вика Red Digit, секогаш ги слуша играчите и си ја игра играта за да види дали има некој проблем во играта или дали некој дел не е интересен или убав. Тој и целиот Terraria тим се грижат за играта, и не се како Microsoft. Terraria е само $10 за PC и кога имаше сега пред некое време Summer Sale, ја најдов за 2. Но цената не е важна, туку важно е да се спореди. Во споредба со Minecraft, во неа има многу повеќе нешта. Но сега не зборуваме за Terraria, зборуваме за Minecraft. Но сепак ја би ти препорачал да ја видите Terraria. За $10 има многу повеќе нешта од Minecraft и може да ви се допадне. Да се врати на Minecraft. Minecraft во денешно време изгледа како да е направена само за пари. И тоа е многу важно, бидејќи играта е повеќе од само тоа. Но секако Microsoft не ни ја играат ни играта. Но само додаваат нешто што мислат дека треба, не нешто корисно. Јас мислам дека Minecraft не е уништен. Повеќе дека е во раците на лоши дизајнери, кои не ја пробаваат играта. Но ако ја игнорираш цената, лошите апдејти и сите тие нешта, Minecraft може да биде интересна под добри услови, но само под добри услови. Мен навистина ме е жал што Minecraft отиде од проект направен од мотивирани луѓе на игра која ретко добива апдејти и која ги добија да додаваат само неколку нешта. И плюс за тие малку нешта, само за Java, да ве подстам, е $35. И ако ја купиш мобилната верзија за 5, таа не е добра.
Да, има многу гличови, багови, и контролите ѝ се лоши и тешко е да се игра играта. Не ти вреди ни за 5, ни за 35, но ако навистина сакате да ја купите, може да ја купите, само што јас мислам дека цената е многу висока. Како и да е, сега, дали вие мислите дека Minecraft е се уште златна игра или дека Microsoft ја уништија? Кажете вие што мислите. Како и да е, не заборавите да го лајкнете видео, да субскрайбнете на каналот и да уклучите нотификации за да видите кога ќе дојде следното видео. Не заборавајте да го споделите видеото. Исто така може да очекувате колап со Бојанго. Видеото веројатно излего додека го едитирам, но тоа за сега не се знае. И така е, тоа е за ова видео, само сакав да си ги кажам мислењата. И се гледаме следен пат.